Почитувани, откако минатата година низ серија пресконференции насловени како афера провизии кои чинат животи, ја истакнавме инволвираноста на Филипче како тогашен министер за здравство во трагедијата во која живи и изгореа 14 наши сограѓани, за која Коцевски цврсто ги чуваше кривичните пријави и докази за Филипче во некоја од неговите фиоки, деновиве поранешната обвинителка Лела Кадриу исто така потврдува дека работата е забошотена. Имено, Кадриу вечерта на кобната трагедија била повикана како јавен обвинител да помогне во истрагата, а по неа дошол и тогашниот државен јавен обвинител Јовевски, кој со своји двајца обвинители се приклучил во истрагата, за кои според обвинителката Кадриу имале обврска да ја држат работата под контрола. Имено, Светската банка тогаш одобрила средства за изградба на модуларни болници на територијата на цела Република Македонија и, како што вели Кадриу, околу 30 милиони евра биле обезбедени за изградба на истите овие објекти. Филипче, кој некој е познат по својот сенс за криминал и корупција, ја искористил шансата, веројатно, да направи модуларни болници, за кои тој лично ја скорил техничката спецификација. Во истрагата обвинителката Кадриу вели дека во своји разговори со останати лица, градбата на модуларната болница била направена од панели рециклирани со пурпена, кои тогаш не чинеле повеќе од 5 до 6 евра. Додека пак оние подобрите и поквалитетните, како например панели со камена волна кои не горат и до 40 минути, чинеле околу 17 евра. Во превод, според Кадриу, овие модуларни болници кои Филипче ги изгради, чинеле околу 300.000 евра сите заедно, а биле обезбедени за оваа намена 30 милиони евра. Каде заминале овие пари и во чиј џеб завршиле, никој нема одговор. Може би Филипче го има и се наоѓа во некоја акција во индиска авиокомпанија, стан во Дубај или пак некоја фирма во Бугарија. За жал, трагедијата во Тетово, во која загинаа 14 наши сограѓани, можела да биде испречена доколку Филипче потпишал минимум технички спецификации, иако направил елаборат за електрична енергија со кој не би дошло до спој во електричната енергија и доколку панелите биле малку поскапи и подобри. Може би и ке се избегнал пожарот. Но Филипче се изгледа алчен за парите, искористил минимум од обезбедените средства. Згора на се, ова може би било спречено и доколку Филипче ја прифатил понудата на тогашниот медицински директор во Тетовската болница, кој понудил сместување на ковид пациенти на двата спрата кои биле слободни во истоимената болница, каде тие биле оставени така празни. Филипче ова го одбил поради тоа што овие модуларни болници морале да бидат изградени. Почитувани граѓани, сведоштвото на обвинителката Лела Кадриу вели дека вистинските виновници не се зад решетки. Оние кои велеле дека не треба да има модуларна болница и нуделе други решенија, сега се осудени за жал само по 3 години. А вистинскиот виновник денес води политичка партија во опозиција. Утре продолжуваме со нови информации и за тоа зошто обвинителката Кадриу била суспендирана баш поради овој случај.